Приказне за Зоки Поки. Какво лето? Треба да се запише тоа лето, зашто тоа не беше само обично лето. Тоа беше лето за Зоки. Го испратија Зоки на летување. Сам. Не ке верувате? Зошто не? Го испратија заедно со другите деца од улицата во една голема група што одеше да летува на езеро. Се разбира, со нив одеа и неколку раководители, но Зоки не се грижеше многу за нив. Нека се грижат тие за него. А ако му е нешто тешко, ке најде тој итрец начин да ги надмудри. Со родителите и баба му што постојано го бацуваа, се збогува како во сон. Мислеше на езерото, на бањањето без сапуница, а најмногу мислеше на тоа дека ќе прави се што ќе посака. И навистина, излезе нешто слично, но не наполно онака како што се замислуваше Зоки Поки. Например, можеше да се бања, но само во присуство на раководителот. И тоа ми е нешто, само во плиткото. Езерото беше убаво, но што кога не можеше да го преплива? Другарчињата беа добри, кревечињата беа меки, но што вреди сето тоа кога мораше во одредено време да се станува, да се јаде и да се спие? И со тоа спиење. Какви неволи! Но не заборавете едно. Зоки Поки беше сам, без домашните, а тоа сепак беше нешто. Од друга страна пак, немаше кому да му се поплаче, никому да му се налути. А потоа му остануваше и самиот да се мисли на себе. Тоа беше и убаво, но и незгодно. Ако греши, самиот си е виновен. Па што да се прави тогаш? Животот на Зоки Поки му се стори многу тежок. Сакаше дури да си оди и дома. Но помина ден, поминаа и два, и работите како да почнаа да се изменуваат. Зоки Поки почна да сваќа нешто многу важно. Например, си помисли, раководителите изгледаат строги, затоа што се грижат за децата и што се плашат да не им се случи нешто додека се далеку од дома. Што би правеле ние кога би не оставиле сами? Би се бањале, добро, но би се бањале цел ден. А многу деца не знаат да пливаат. Тука би можело да има непријатности. Гледаш ли? Потоа и би се сончеле, и ако тоа не го правевме постепено, како што не учеа раководителите, грбчињата ќе не изгореа. Па и со спиењето. Раководителите велат со спиењето децата раснеле. Кој ќе го знае тоа, но ако е така, тогаш е добро. Потоа, што има друго? Да, мораат и целите чинии убаво да се испразнат. И тоа е убаво за нас, но стодевно е, треба да се признае. Друго што има? Мисли Зоки Поки, ги премислува сите подробности, па кога така ќе ги разгледа работите, некако полесно му доаѓа. Навистина, има многу непријатни работи, но овде е сепак прекрасно. Треба само да се ужива во се. И ете така како да почна и целото летување. Верувајте, Зоки Поки ги пронајде радостите. Ке ги отвори очите наутро, трубата свири. Тратату, тратату. И Зоки ке си помисли, што убаво свири, каде ке најдам друг пат труба да ме разбудува? Потоа трча со другите деца кон чешмата на големата чистинка, се плиска со студената вода, се прска со децата и се мисли. Уживање, каде го има ова дома?